Во Центарот за естетика Алтер Его разговараме со доктор Наталија Јорданова-Траевски за една тема која што знам дека ви е омилена, а тоа е моделирање на тело. Така е, докторке Наталија, секој би сакал да се го измоделира телото онака како што се го замислува. Нормално. Што вие предлагате? Што треба да се направи? Што е првото кога би сакале да почнеме со моделирање? Што е пред моделирањето? Што состои? Видете, самата дебелина би сакала малку за неа да кажеме, една се третира како обезитет, т.е. како болест, која што сама по себе носи многу други болести, например диабет, кардиоваскуларни болести, остеоартритис и многу други. Знаеме дека сите живееме во едно динамично време, исполнето со многу стрес, со напнатост. Прибегнуваме до брза исхрана или воопшто прескокнуваме оброци. И тоа е многу неправилен начин и вистина на тој начин се го заболуваме самиот метаболизам и доаѓа до една состојба на обезитет, т.е. дебелина. Мислам дека е препорачливо да се зголеми свеста кај нас за да се почне со една балансирана исхрана, физичка активност, зголемена консумација на течности, бидејќи самата дебелина по себе се носи многу други болести. Инаку, кога станува збор за моделирање на тело, нормално дека нели самото убаво измоделирано тело е добро не само за очи, туку пред се за нашето здравје. Така да една група на научници од Америка направиле една многу добра анализа. Направиле скен со детален натришен пресек на две жени кои што се на истата возраст, со тоа што едната жена била 57 кг, а другата 113. Скенот покажал дека кај жената со 113 кг сите внатрешни органи, срцето и белите дробови се потиснати од сите тие масни клетки, т.е. наталожено сало, и нормална функцијата на таа жена била, функцијата на органите била забавена и отежната. Така да на вистина пред се од аспект здравје, на второ место од аспект естетика, е добро да ја редуцираме нашата тежина и нормално да го измоделираме нашето тело. Значи, она што е најважно прво е да дојдеме најверојатно до некоја килажа која што е задоволителна, значи прво доаѓаме по процесот на слабење. Така. После процесот на слабење многу јасно останува опуштена кожа, значи што е она што естетиката го нуди? Значи прво доаѓаме до редукција на килограми, кажав, преку физичка активност, избалансирана исхрана, после наред доаѓа моделирање на самото тело. Овде во помош многу ни доаѓа естетската медицина, бидејќи навистина нуди доста терапии за моделирање на самото тело. Една од терапиите која што е алтернатива на хируршката липосукција е самата криолиполиза. Криолиполизата е метод кој што се користи за моделирање на регии кои што тешко се подложни на слабење со диета. Бидејќи сите ние знаеме дека еден дел од телото со физичка активност и со диета не можеме да го ослабиме. Значи овде на помош ни доаѓа самата криолиполиза. Се третира избраната регија со тоа што се прави едно замрзнување на самите клетки до минус 4 степени, на тој начин тие расплагуваат, се изфрлаат преку организмот, преку уринарниот тракт. Апсолутно безболна метода, безбедна, значи нема некои несакани ефекти, а навистина доаѓа редукција на неколку сантиметри во волумен на третираната регија. Втора опција за моделирање на тело е ултразвучната кавитација. Тоа е комбинација од три терапии, бидејќи станува збор за медицинска кавитација, комбинација од кавитација, од ултразвук и од вакуум. Самата ултразвучна кавитација продира до хиподермата, т.е. до последниот слој на кожата, каде што реално ни се локализирани масните наслаги, ги разбива и ги изфрламе преку уринарниот тракт. Третата терапија, која што навистина има добар резултат во моделирање на телото, тоа е радиоендодермалната терапија или така наречена вакуумна терапија. Значи тоа е една терапија која што го збогатува природниот проток на нутритиенти кон организмот и на тој начин на самата третирана регија ја подобруваме микроциркулацијата и еластичноста како и структурата на регијата. Радиофреквенцијата е третиот метод кој што се користи во комбинација со сите овие изброени методи. Тоа е радиобранови кои што генерираат топлина. Значи самата регија се загрева до 42 степена, благодарение на таа хипертермија.
започнува процесот на активација на продукција на нов колаген, еластини и фибробласти, која што е важна роља во топењето на масните наслаги и моделирање на телото. Наредното е криотерапија, значи овде се работи на принципот на ниска температура. Со помош на криоапликатор се лади кожата до 0 степени Целзиусови. На тој начин се зголемува, се активира метаболизмот и сите ензимски процеси, нормално доаѓа до распад на тие мастоцити. И идеална комбинација се постига и со термослим масажи. Тоа се рачни масажи кои што содржат термослим, значи за принципот на хипертермија и слиминг ефект. Бидејќи со таа хипертермија се подобрува самата циркулација на кожата, се подобрува метаболизмот и од тука слиминг ефектот доаѓа до израз. Комбинација од сите овие терапии доаѓа до навистина прекрасни резултати и добро измоделирано тело. Така. Сите овие третмани се индивидуални во зависност од тоа, значи што третираме, каков проблем, во зависност од тоа дали за ова се прави некоја програма. Тие може да се прават сите комбинирано? Најдобра програма е кога се прават сите комбинирано. Во зависност од регијата која што ја третираме кај пациентот, значи се избира колку криолиполизи се потребни за таа регија, колку кавитации, колку криотерапии, колку радиофреквенции, бидејќи постои една статистика од самите и анализи нормално што се докажани со научни факти од самата апаратура, кога станува збор за да речеме една регија задник, зашто во последно време доста е третирана регија. Има една анализа за идеална комбинација од 10 до 16 радиофреквенции, што например не е случај кога третираме нози. Така да зависно од третираната регија се определува индивидуална програма која што е склоп од сите овие терапии за моделирање на тело. Така. Иако нели слабењето воопшто се кажува како макотрапен процес, да речеме, нели? Дали е ова еден таков процес? Колку трае, например, да речеме? Самата програма обично ја правиме за 1 или 2 месеца, така да е интензивна програма. Тоа што се препорачува, значи паралелно кога ќе се почне моделирањето на телото, паралелно да се почне и со физичка активност и со режим на исхрана. Значи 1 до 2 месеца, зависно нормално од килограмите нели кои што сакаат да се редуцираат и зависно од региите кои што не се потребни за моделирање. Ако станува збор за моделирање на цело тело, некаде околу 2 месеца е целата програма, што значи секојдневна примена на еден од овие терапии. Така, и што е многу важно да го кажеме на самиот крај, многу често луѓето си мислат нели дека тука завршува процесот со слабење. Меѓутоа и затоа многу пати луѓето ги познаваме дека ослабеле. Точно. Кога станаме спор за повеќе килограми, им се познава на ликот, опуштена кожа. Што е оно што треба да го знаат? Колку е важно да се продолжи овој процес на моделирање? Зошто не би требало да во моментот кога ќе завршиме со моделирањето, тоест нашето тело веќе е измоделирано, од тука натаму веќе се продолжува со балансирана исхрана која што нема да е за месецства. Нормално туку тоа е препорачливо да се воведе како начин на живот. Лесна физичка активност, барем еднашка неделно и се препорачува барем еднашка на 1 или 2 месеца да се прави една од терапиите за одржување. Не комбинација од сите, една од терапиите, а тоа се определува според нормално индивидуалните карактеристики на самата индивидуа и регијата која што сме ја третирале. Така. Што би се случило доколку клиентот заврши само со процесот на слабење? Значи само му ослабе, драстично да речеме, 10, 15, 20 килограми и не продолжи со процес на моделирање и со ова избалансирана исхрана. Па тоа мислам дека поголем дел од жените го поминале тој процес. Ако нема моделирање се знае, значи појавена стрија, опуштена кожа, кожа која што бара лифтинг ефект, нарушен тонус, нарушен тургор на самата кожа, така да процесот на слабење е еден, тоа е во редукција на килограми, но паралелно треба да се искомбинира, не завршува навистина, бидејќи тогаш имаме само редукција во килограми, а самата естетика на нашата кожа апсолутно е нарушена баш во тој момент. Така. Се надевам дека сите внимателно не слуша и се надевам дека разбра, иако може би им се чини макотрпен процес, меѓутоа ќе продолжат уште можеби месец-два и ќе имаат онака апсолутно има тело идеално какво што го замислуваат. Точно. Ви благодарам. Благодарам и вам.